Почитувани, продолжуваме да ја објавуваме вистината за криминалниот начин на владење на Никола Груевски на штета на граѓаните. Скандалот со безбедноста на храната, што со месеци се криел од јавноста, го потврдија и признаа директно заменик министерот Ванчо Костадиновски и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Овие функционери, поставени од Груевски, вчера признаа дека минатата година од 2 мај до 17 септември не се вршеле мониторинг програмите предвидени со Законот за безбедност на храна. Овие функционери признаа дека Агенцијата за храна и ветеринарство нема склучено договори во овој период со Ветеринарниот институт, Институтот за јавно здравје и фитосанитарната лабораторија. Или во овие 5 месеци никој во државата не знаел каква храна јадат граѓаните. Дали домати со пестициди, спанаќ со тешки метали, млеко од бруцелозен добиток или имало можно и присуство на ГМО храна. Катастрофална негрижа за безбедноста на храната и здравјето на сите граѓани. Никој не бил поштеден. Не се испитувала нити храната за доенчиња, храна за медицински цели, нити лесно расипливите продукти, бидејќи токму мониторинг програмите предвидуваат испитувања на овие производи во летните месеци. Скандалот е уште поголем, затоа што половина година се криел од македонската јавност. Контролата на храната, за која што се правда Министерството, е само дел од овие мониторинг програми, но без земање на примероци и без вршење на анализи не може да се знае состојбата со безбедноста на храната. За да може сточарот да знае дали има бруцелоза во стадото, мора да се земе крв од добитокот и да се даде на анализа во лабораториите за да се испита. Не постои друг начин на контрола. Со овие лаборатории немале договор. Законот за безбедноста на храна е дециден. Член 86 дефинира дека активностите поврзани со официјалните контроли се извршуваат со користење на соодветни контролни методи и техники, како што се првин мониторинг, надзор, верификација, инспекција и земање на примероци и вршење на анализи. Затоа ова скандал мора да се расчисти. Мора да постои одговорност. Никој нема право да се игра со здравјето на граѓаните. Затоа постојат институции и Министерство за земјоделство да се грижат за граѓаните, а не како досега само за интересите на Груевски фамилијата. СДСМ покажа само мал дел од криминалот, од злоупотребите по последните години и покрај сите обструкции и пречки кои што ги прави ВМРО ДПМН во Министерството. Но вистинската борба против криминалот и корупцијата доаѓаат со промените. Секој што го прекршил законот мора да одговара. Благодарам, повелете се праша. Добро, имате ли податок кој е тој период? Дали беше периодот кога имаше и листерија или само кога дел од садите се жалеа дека не се вршат анализи? Периодот е од 2 мај до 17 септември во кој што признаа дека не имале договори со овие три институции, дека не се вршени испитувања, дека законот не се спроведува. Тоа е токму периодот од овие 5 месеци. Ниту имале договори, ниту ги спроведувале мониторинг програмите, кои што се официјални контроли согласно закон. Јас зборувам како што е по закон. Единственото нешто што вчера е точно од пресконференцијата, дека нивна на заменик министерот и директорот, единственото нешто што е вистина е дека ја не сум стручњак во таа област и не треба да бидам, но знам да читам закони и затоа се борам за здравјето и за животот на граѓаните.